Време е за најновиот блок информации на К1. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Градско е една од општините која со средства од Светска банка придонесува за подобрување на патната инфраструктура. Денеска се одбележува Светскиот ден за борба против дијабетес. Од ноќеска на полноќ се намалува цената на бензинот и дизелот. Градско е една од општините која со средства од Светска банка придонесува за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општината. Во моментов се работи на подобрување на патната инфраструктура во општина Градско. Се подобрува патната инфраструктура во општина Градско. Во моментов се работи на изградба на улици, доградба на локални патишта, замена на уличното осветлување со енергетски ефикасни светилки, со цел подобрување на квалитетот на живот во општината. Вкупната инвестиција подобрување на квалитет 10.000 евра, а средствата се обезбедени од грантови од Светска банка. Програмата ја имплементира Министерството за финансија, го администрира Светска банка. Овие средства се доделуваат на општините во форма на грантови за подобрување на инфраструктурата во руралните области. Во таа насока, во првата половина на 2016 година, општина Градско доби право да користи ЕУ грант во износ од 260.000 евра. Во завршна фаза е рехабилитацијата на 6 улици во Градско. Паралелно се работи и на патната инфраструктура во село Виничани и село Кочилари, а се работи и на подобрување на канализационата мрежа во село Водоврати. Во тек е уште еден проект во општина Градско, изградба на фекална канализација во село Водоврати, проект во вредност од 6.368.856 денари, кои што се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој. Исто така во моментот течат градежни работи околу партерно уредување на просторот околу основното училиште во село Виничани и исто така менување на ставање на термоизолациона фасада на училиштето. Градско е една од општините која со средства од Светска банка придонесува за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општината. Во општина Демиркапија се асфалтира регионалниот пат Корешница Бистренци. Асфалтирањето се врши во должина од 1,5 км и асфалтирањето се врши покрај поставувањето на нов слој на асфалт. Од двете страни на патот се поставува и банкини. Во завршна фаза е проектот за рехабилитација на регионалниот пат Корешница Бистренци. Се асфалтира делницата која е долга 1,5 км и широка 4 метри. Сообраќајот сега ќе биде побрз и побезбеден. Останува во наредниот период да се работи на поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Со реализацијата на овој проект, локалната самоуправа заокружува процес на обнова на локални и регионални патишта во Демиркаписко. Ова е токму така дека е регионален пат, не е локален пат, али ова е токму така во нашата општина во Демиркапија, кај што се работи и ние фактички од денес, од кога ќе се направи овој пат, веќе немаме и локални патишта и регионални патишта во нашата општина, ќе бидат сите завршени. На терен може да се забележи дека паралелно со рехабилитацијата на оваа делница се работи и на изградбата на автопатската делница Демиркапија Смоквица. Со помош на владата на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Свети Николе по неколку деценијски обиди конечно на жителите од село Мустафино ке им се обезбеди здрава вода за пиење. Катерина Нацева ги има деталите.
Деценискиот проблем со кој се соочуваат жителите на село Мустафино е во завршна фаза. Ова значи решавање на проблемот и во основното училиште Даме Груев и здравствениот дом. Екипите на јавното комунално предпријатие Комуналец и денес се на терен. Екипи од водовод на јавното комунално предпријатие Комуналец се на терен, го завршија приклучувањето на школото во селото, исто така, и континуирано, улица по улица, значи по реон, каде што денес приклучија во школото, тоа мало екипите на водовод од Комуналец континуирано во наредните неколку дена ќе започне со приклучок на домаќинствата. Екипи на комуналното предпријатие интензивно работат и на приклучувањето на домаќинствата на канализационата мрежа на жителите и од село Ерџелија, кои поради оддалеченоста, вели Давчев, не беа приклучени. Оние домаќинства во село Ерџелија кои што беа најоддалечени од канализационата мрежа и не беа приклучени поради неможност во тој период, поради голема оддалеченост, некои куќи достигнуваа над 100 и неколку метра за да може да се приклучат, а некои домаќинства се пониски од котата на канализацијата, од шахтата каде што е направена главната канализациона мрежа во Ерџелија, а неколку домаќинства приклучивме. Мислам дека се околу 6-7 домаќинства приклучени, кои што не биле приклучени пред 2-3 години кога се приклучувале другите домаќинства, остануваат уште неколку во наредните неколку денови ќе ги приклучуваме во канализационата мрежа. Со помош на владата на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Свети Николе, по неколку децениски обиди конечно се завршува овој голем проект што на жителите од село Мустафино ќе им обезбеди здрава вода за пиење. Жителите од село Мустафино Од ноќеска на полноќ се намалува цената на бензинот и дизелот за 3 денари по литар. Ова е новата одлука која ја донесе регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините и дизелот од ноќеска на полнок се намалуваат за 3 денари по литар. Ова е новата одлука која донесе регулаторната комисија за енергетика. Еуро Супер БС 95 ќе се продава по 60 денари, Еуро Супер БС 98 за 62 денари. За 3 денари се намалува и цената на еуро дизелот и сега ќе изнесува 47 денари. Екстра лесното масло за домаќинство исто така се намалува. Новата цена чини 35,5 денари за литар. Промени има и кај малопродажната цена на мазутот. Новата намалена цена изнесува 21,947 денари за килограм. Од регулаторната комисија за енергетика како причина за намалување на цените на нафтените деривати ја посочуваат просечната цена на суровата нафта, која изнесува 44,073 долари за барел, додека курсот на денарот во однос на доларот изнесува 55,9 денари. На редовната 51-ва седница на Советот на општина Кавадарци, која беше одржана денеска, советниците го изгласаа кварталниот извештај од третиот квартал за 2016 година и го усвоија ребалансот на буџетот. Советот на општина Кавадарци во рамки на редовната со 8 гласови за, 6 против и 1 воздржан, го изгласа кварталниот извештај за 2016 година од третиот квартал, кварталниот извештај за буџетот. Денешната седница на Општинскиот совет се сведуваше на партиски препукувања помеѓу советниците од двете најголеми политички партии и жестоко дискутирање за предложените, но и најважните точки од дневниот ред. Кварталниот извештај е резултат на недомаќинско, непрофесионално и крајно незрело водење на финансиската политика, посочи советникот од СДСМ Зоран Бањански. Имено ребалансираме во ставката плати и надоместици за општинска администрација 36 милиона и 900 на 36 милиона 880. Само 20.000 денара. Значи таму кај што е заробен цел електорат, а тоа е у администрацијата, таму не смееме да чепкаме за тоа што тоа се гласови. Затоа оваа гарнитура мора да се смени, за да се смени реалноста и у Кавадарци и у Македонија, а како придонес во таа борба, ние ќе гласам против кварталните извештаи и ребаланс.
Со критички осврт во врска со кварталниот извештај и ребалансот на буџетот се произнесе и советникот Горан Белевски, кој рече дека ова е реалната слика за состојбите во Кавадарци. Преку кварталниот извештај и ребалансот на буџетот се покажува доста низок процент на реализација. Белевски обвини заветените, а нереализирани проекти. Секоја година ги преценувате приходите, а како последица на тоа ги преценувате и вештачки ги дуите и расходите. И која ви е целта со тоа? Целта ви е пред граѓаните да ветите се и се што, а реално од тоа многу малку или ништо не се реализира. Секоја седмица носите разни програми, разни одлуки и јас тие ги нарекувам плацебо одлуки, односно одлуки со плацебо ефект. Председателот на советничката група од ВМРО ДПМН е Зоран Јованчев, како одговор на излагањето на советникот Белевски, ги наброја веќе реализираните проекти во општина Кавадарци и рече дека за се она што дале ветување ќе го реализираат во иднина. Работи кои што се ветени може да се завршат, некои реално можеби не можат, но за тоа сме тука. Че кажеме дека не можеме, че се извиниме на граѓаните и со тоа че биде можат, но за тоа сме тука, а не ги да не излезе дека ги лажиме. Но пак ќе кажам, за сите овие проекти за кои што сме го дале зборот, че се бориме, односно че се трудиме да се тие реализираат. Дали со помош на општинскиот буџет, дали со преку аплицирање на владините проекти, со помош на буџетот и така натаму. Треба да се земе во предвид и проектите кои што сме ги направиле во овие два мандати. Спомнавте дека тоа е многу малку. 2 милиона. Еве да ви кажам, над 2 милиона само проектот со водоснабдувањето. Значи цело време има тенденција да се нихилираат, да се негираат тие работи што се сработени. Нешто што некогаш беше мисловна име, каде имаме вода, у Кавадарци сме биле со по 2-3 дена без вода, сега го гледаме како нешто нормално. Буџетот на општина Кавадарци за 2016 година е димензиониран во износ од близу 840 милиони денари. На дневен ред покрај останатите точки беше и точката за реконструкција на коритото на реката Луда Мара. Започнува откупот на тутунот. Според законот, на секој пункт на видно место треба да се истакнат примероци од мостри од сите типови тутун. Се очекува берба околу 19.000 тони тутун или приближно како лани. Оваа година тутунот е со добар квалитет, но родот нема да ги задоволи потребите на откупувачите. Се очекува берба од 18 до 19.000 тони или приближно како лани. 30.000 договори се вклучени помеѓу монополите и тутунопроизводителите. Мострите се готови и се доставуваат до сите откупувачи, со што откупот може да почне. Според законот, на секој пункт на видно место треба да се истакнат примероци од мострите од сите типови на тутун. Годинава за превземање на тутунот ки има скоро 1700 лиценцирани проценители. На секоја вага треба да има по еден представник од откупувачот и од тутунското здружение. Ако монополите доцнат со откупот, треба да организираат дополнителни термини за навреме да ги превземат договорените количества. Доколку има забелешки на првичен доцнат со откупот, треба да организираат тутун. Се чека дополнителен увид на второстепената комисија. Секој монопол е должен да води електронска евиденција за време на целиот откуп. Законски, последниот рок за почеток на откупот е 15 декември, но според најавите годинава тој ќе почне многу порано. Според податоците на светска во Македонија 12% се заболени од дијабетес. Лекарите препорачуваат редовно да се проверува гликемијата во крвта, да се води здрав начин на живот, како и физичка активност. Дијабетесот има тенденција на постојано зголемување. Тоа е прогресивна болест. Според податоците на Светската здравствена организација, во Македонија 12, според податни од оваа болест. Во рамки на одбележувањето на денот за борба против дијабетес, доктор Елена Левкова-Ќулумова апелира за подигнување на свеста кај населението. Мора да се мисли за дијабетот, некогаш се јавува како скриено, пациентите чувствуваат минимални тегоби и ние ги разоткриваме врз основа на лабораториските анализи, а некогаш и се алармантни
посебно кај тип 1 дијабет, кога се јавува зголемено жеднење, пиење на течност, ноќно мокрење, слабење и така натаму. Секое покачување на гликемијата при анализа на крвта не упатува дека треба да се направат дополнителни исследувања. Болеста е хронична прогресивна, еднаш добиен дијабет е доживотна состојба, меѓутоа се лекува и добро се контролира, само треба да се мисли на тоа и секојдневно да се ангажира самиот пациент да редовно да зима терапијата, редовно да има физичка активност и храната исто така има многу голема улога. Доктор Левкова Ќулумова со порака редовно да се проверува гликемијата во крвта, да се води здрав начин на живот, како и физичка активност. Државната изборна комисија по повторното разгледување и констатирање низа неправилности денеска на седница едногласно реши целосно да ги отфрли кандидатските листи на Социјалдемократската партија на Македонија за предвремените избори на 11 декември. Државната изборна комисија по повторното разгледување и констатирање низа неправилности денеска на седница едногласно реши целосно да ги отфрли кандидатските листи на Социјалдемократската партија на Македонија за предвремените избори на 11 декември. Атана Сурумов образложи дека ДИК при повторното разгледување на оригиналните документи од Социјалдемократската партија на Македонија увидела несовпаѓање на подписите на одредени кандидати во изјавите што треба да ги подпишат. Некои изјави биле со датум од 11 мај 2016 година, а имало неправилности во изјавите за неосудуваност. Неправилности се констатирани во листите на Социјалдемократската партија на Македонија за сите изборни единици. Членовите на ДИК сметаат дека листите треба да бидат отфрлени, а партијата има право да ја обжали одлуката во рок од 24 часа пред управниот суд. Од утре почнува законската обврска на возачите за задолжително носење зимска опрема во автомобилите. Обврската стапува на сила со оглед на моменталната временска состојба, а ќе трае до 15 март 2017 година. Во продолжение останатите вести од Македонија. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе во временскиот период од 7 до 13 ноември евидентирани се 1212 повици, соопштуваат од Здравствениот дом Скопје. 25 доктори се достапни за медицински совети за јавувањата кои се од граѓани од сите градови на Македонија. Истите најчесто се за совети поврзани со кардиоваскуларните, но и респираторни заболувања, главоболки, сезонски настинки и симптомна болка. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моменти на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. Од 15 септември 2014 година, кога почна да работи оваа линија, до сега имало 119.275 повици. Расте бројот на туристички посети во Македонија. Статистика објавува, во септември бројот на туристи ја достигна бројката од 84.000. Во истиот период реализирани се 197.122 ноќевања. Бројот на туристи во септември 2016 година во однос на септември 2015 година е зголемен за 6,1%, а бројот на ноќевања е зголемен за 7%. Зголемување на процентот Државниот завод за статистика евидентира и во графата домашни туристи. Септември 2016 во однос на септември 2015 година тој е зголемен за 22,7%. Бројот на ноќевање на домашни туристи во септември 2016 во однос на септември 2015 година е зголемен за 21,9%, а бројот на ноќевања за странски туристи за истиот период е зголемен за 1,1%. Во период јануари-септември 2016 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 4,3% и тоа кај домашни туристи имаме зголемување за 4,8%, а кај странските имаме зголемување за 4%.
3 лица се повредени во експлозија што денеска се случи на азиската страна од Истанбул. Според полицијата, експлодирал пакет што курир го испорачувал во електронска компанија во Малтеп, дел од градот познат како комерцијален и стамбен. Турција е во состојба на зголемена внимателност во изминатите недели поради голем број напади и закани од Исламска држава, курди и левичарски милитантни групи. Вести од светот во продолжение. Нов силен земјотрес со магнитуда од 6,2 степени по Рихтеровата скала денеска го погоди новозеландскиот Јужен остров. Потресот бил во 13:45 по локално време со епицентар на длабочина од 10 км на околу 120 км североисточно од Крајстчрч. Земјотресот е регистриран 12 часа по потресот од 7,4 по Рихтер во кој загинаа 2 лица и беше погодено подречје 90 км од Крајстчрч. Ова е најголемиот град на новозеландскиот Јужен остров. Во февруари 2011 година беше погоден од земјотрес во кој загинаа 185 луѓе и беше предизвикана голема материјална штета. Русија и Иран водат преговори за склучување сделка за купопродажба на оружје во вредност од 10 милиарди долари. Доколку договорот биде склучен, Русија ќе му достави на Иран тенкови Т-90, артилериски системи, авиони и хеликоптери, изјави рускиот пратеник Виктор Озеров, председател на Комисијата за одбрана и безбедност во Горниот дом на рускиот парламент. Во меѓувреме, како што јави ТАСС, председателката на Горниот дом на парламентот Валентина Матвиненко изјави дека следната година председателот на иранскиот парламент Али Лариџани ќе ја посети Русија. Матвиенко истакна дека двете земји ќе разговараат за укинување на визите. Прорускиот кандидат Игор Додов победи на председателските избори во Молдавија во вториот изборен круг. При преброени 97% од гласачките ливчиња, Додон освоил 55,3% од гласовите, додека неговиот проевропски против кандидат Маја Санду ја доби поддршката од 44,7% од гласачите, соопшти избирачката комисија. Додон заблагодари на Санду за добрата предизборна кампања, поздравувајќи го респектабилниот број гласови кои го освоила и вети дека ќе го земе предвид ставот на незините гласачи. Двајцата кандидати упатија критики за лошата организација на гласањето, жалејќи се дека имало недостиг на гласачки ливчиња на изборните места во странство. Молдавија првпат во 1997 година избира председател на непосредни избори, чија избирачка активност достигна 53,3%. Во првиот ден од оваа работна недела имаме променливо облачно време. Дневната температура достигна до 10 степен. Утре ќе дува слаб од умерен претежно северен ветер и утринските температури ќе бидат под нулата. Графичкиот приказ во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму со К1 телевизија. Пријатно!